дека концептите за меѓуетничка интеграција помеѓу училиштата со мешана етничка структура се одлична можност за реализација на голем број на проекти, покажува примерот на општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово. Беровската гимназија, благодарение на проектот насловен Градиме мостови, кој го реализираше заедно со гимназија од Гостивар, успеа да обезбеди средства од швајцарската амбасада во висина од 7.000 евра. Дел сме од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, имаме партнер училиште, гимназијата од Гостивар. Со нив остваривме, односно реализиравме еден заеднички проект кој се викаше Градиме мостови. Го добивме големиот грант од швајцарската амбасада и од Министерството за образование и наука од 7.000 евра. Реализиравме две средби, едната беше тука во Берово, другата беше во Гостивар. Учениците работеа на заеднички теми, на заеднички проекти кои потоа беа презентирани на тие две заеднички средби. Сличен пример во градењето мостови на полето на образованието се и Делчевското основно училиште Свети Климент Охридски и основното училиште Толи Зордомис од Куманово, училишта кои досега реализирале 3 заеднички средби, од кои последната во месец април во Делчево. Се ближуваат, разменуваат контакти, меѓусебно контактираат и едноставно ги очекуваат и ги чекаат овие средби со големо срце, да дојдат, да се дружат, да разменат искуства, а и ние, вработените и колегите, значи имаме доста позитивни искуства и разменуваме доста, значи од работни искуства и од остварени проекти кои понатаму треба да се реализираат во склоп со општините, а исто така и со Министерството за образование. Првата средба беше на 6 декември по повод нашиот патронен празник во Делчево. Втората средба беше на 17 февруари во Куманово. Трета средба пак домаќини сме ние, нашето основно училиште. Инаку, освен споменатите училишта и општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево е дел од проектот на УСАИД, 4-годишен проект за меѓуетничка интеграција во образованието, кој има за цел да постигне одржлива интеретничка интеграција во училиштата, како и во останатите образовни институции во државата.